Почитувани, 10-годишното криминално владење на ВМРО-ДПМН резултира со урнисани патишта, а инвестициите во патната инфраструктура се незначајни. Тоа го потврди Европската унија, која дури 39% од патиштата ги оцени како лоши и небезбедни. Бројот на жртви по патиштата во текот на 2016 година го потврдува ова. Катастрофалната состојба на патиштата во државата во првите 7 месеци придонесува бројот на сообраќајни незгоди да биде поголем од 1800, со дури 90 жртви. Нема нови, квалитетни и безбедни патишта, но затоа има споменици, галии и панорамски тркала во Скопје. Провизиите се единствениот интерес за ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН цели 10 години ветува дека ќе ја започне изградбата на патниот правец кон Кочани и Радовиш. Изградбата се уште не е започната. Дополнително, одроните и дупките на патот кон Делчево и границата со Бугарија се секојдневие. При најмали врнежи овој пат станува непроводен. По демократските промени за новата власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, приоритет ќе бидат нови и безбедни патишта, од кои што бенефит ќе имаат сите граѓани. Инфраструктурата во цела Источна Македонија ќе биде обновена, а ќе бидат изградени патните правци Штип-Кочани, Кочани-Делчево, Штип-Радовиш, како и патот кон Пробишти. Во Штип конечно ќе се изгради брана на река Отиња, наместо импровизирани мини брани. Ќе инвестираме во изградба на мост на река Брегалница, кој што целосно ќе го растерети сообраќајниот метеж. На 11 декември на Македонија ќе се случат промени. Нашиот мотив се граѓаните, нивната безбедност и сигурност. Нашиот мотив е Македонија. Благодарам.